Ке го издржи ли градската општа болница 8 септември вториот удар од корона пандемијата? Болницата која остана единствена во борбата со најтешките пациенти мака мачи да излезе на крај со кризата. Откако на инфективната клиника веќе подолго време не се ставаат пациентите на респиратор. Товарот од лекувањето на најкритичните случаи остана на плеките на вработените во најголемиот ковид центар во Скопје. За министерот Филипче, состојбата не била алармантна, кревети имало доволно, а за кадар вели ке се пополнел преку ротација. Доволен број на слободни кревети, но во болницата 8 септември, но работиме на системот на ротација на кадар. Полуисполнет капацитет во сите болнички оделенија ширум држава. И додека министерот уверува дека ситуацијата е под контрола, доктори и сестри кои секојдневно и по 24 часа се борат да ги спасат најкритичните пациенти, маката си ја споделуваат преку социјалните мрежи. Велат болницата од првиот до 8-миот кат била преполна со болни кои имаат најтешка клиничка слика. Работеле со последни сили, под стрес и под притисок, а неретко и јавно споделуваат оти биле на рапна издржливост по 4-месечната борба со вирусот. Разочарани се од односот на граѓаните, кои наместо да ги почитуваат мерките, цел месец славеа свадби и матурски, од кои десетици луѓе завршија на респиратор, а уште стотици минаа низ болничките ходници. 100 дена и 100 ноќи под стрес и притисок. Ки имали доволно место за сите пациенти. Ки имали доволно лекови и машини за најтешките случаи. Загрижени сме дали ке може да одговориме на вториот бран, кој е уште пожесток од претходниот. Се враќаме дома, преморени, за да собереме сила за утре. Директорот на болницата Христијан Костов за Алфа призна дека персоналот е изморен и оти фалат доктори, пред се анестезиолози, кои им се најпотребни за пациентите што бијат битка за живот врзани на машините за дишење. Во болницата во моментов се лекуваат 140 пациенти, а собата за интензивна нега е веќе полна со критично болни.